Почитуван председавач со комисијата, почитуван министер, почитувани пратеници. Денес на оваа комисија за земјоделство, шумарство, водостопанство имаме многу сериозна тема. Тоа е информација за откупот на тутунот во реколтата 2021 година. Доаѓаме од Радовиш, од Конче, општини кои се многу познати по производството на тутун. Огромен број семејства се занимаваат со оваа проблематика. Често за ваша информација и јас како помал се имам бавено со тутун, така да ја знам целата таа проблематика и маката на тутунарите. Цената на тутунот е катастрофално ниска. Ќе ви кажам три тези. Во Радовиш има едно старо правило, кога ќе почне откупот на тутунот и се знае дали е добра цената или не, има една споредба. Кога 1 килограм тутун е приближно близко до 1 килограм сирење, тогаш на некој начин можеме да сметаме дека е добра година и на некој начин тутунарите ќе имаат колку толку шанса да живеат малце достоинствено, затоа што живеат во многу тешки услови. Колку повеќе се оддалечуваме од таа пропорција, толку е полошо за тутунарите. Ако 1 килограм сирење е 350 денари, може да замислите, тоа старо правило во оваа ситуација не побива сите, а правилото е старо со години, да не кажем и со векови. Многу сме далеко од таа цена, а старите знаат да направат некој пати добри компарации и тоа да биде како водич искуство. Втората теза. Производствена цена на тутунот лесно можеме да ја определиме. Таа ја знаат и тутунарите и производителите на откупувачите на тутун. Но тука има една голема карактеристика во интерес на јавноста. Огромен е процентот на влијанието на уделот на човековиот труд на маката на тутунарите во производствената цела. Цело семејство, возрастни луѓе, маж, сопруга, деца, сите работат тутун. И сега, тука доаѓаме во 2021 година да ја препрочитаме, односно да ја видиме во реалност, иако има уметничка културна вредност, Бели мугри објавена 1939 година од Кочо Раци. Тој во поемат, во тутуноберачите ќе каже: на кантар студент со туч го мерат, а можат ли да го измерат нашиот тутун, нашата мака, нашата солена пот. Овде поставувам прашање дали ние можеме реално да измериме маката на тутунарите. Дали некој во владата се запрашал како живеат тие луѓе, како работат, во какви услови произведуваат тутун, за владата да има еден од најсигурните извозни производи, да инкасира страшни милионски евра во буџетот, а ние, кога имат проблеми тутунарите, мижеме, не сакаме да погледнеме и не сакаме да го решиме проблемот на тутунарите. И третата теза, околу цената на тутунот. Одете, прашајте ги тутунарите дали се задоволни. Прашајте ги тутунарите во Радовиш, во Раавица, во Конче, во Ињево, дали се задоволни со цената на тутунот. И вие кажавте, просечна откупна цена во моментот е 166 денара. Да веруваме на статистиката, да веруваме на инспекторите, иако секојаш постои мала можност за корекции на тие цени, па после се пеглаат, допеглуваат и анализираат, доанализираат. Меѓутоа, 165 денара е многу далеку од задоволување на потребите на тутунарите. Иако информацијата, спомнавме, е со постар датум, меѓутоа таа просечна цена се задржува цело време, што значи дека станува збор за политика, што значи дека станува збор за сценарио кое е продадено на тутунарите. Чисто за информација на пошироката јавност во Република Македонија. Тутунарството е строго регулирана дејност, односно договорно производство. Од една страна имаме тутунари,
Од друга страна имаме откупувачи на тутун, меѓутоа многу битен фактор во целата приказна е државата. Не можете да имате договорно производство ако немате стабилна држава, ако немате стабилно Министерство за земјоделие и ако не ги почитувате законите во една држава. За споредба, откупната цена на тутун од 2018 е 214 денара, откупната цена на тутун од 2019 година е 220 денара. Тоа е многу повеќе од денешните 165 денара. А станува збор за сериозно производство од 23 милиони килограми тутун, со уште 2 до 3 милиони килограми тутун за кој нема склучено договор. Во тек е постапката за склучување на тие договори, меѓутоа ќе видиме како ќе заврши, затоа што многу работи околу тутунот оваа година се проблематични. Со 165 денара имаме во просек 25% помалку пари кај секое тутунопроизводително семејство. Нешто што луѓето го планирале, нешто што направиле домашен буџет, домашна пресметка, ни оддалеку не можат да го задоволат. Уште еден проблем представуваше огромниот процент на одбитоци, кој на почетокот на откупот беше од 7 до 10%, незамисливо во последните години чиста плачка од страна на откупувачите. В 2021 година проблемот со откуп на тутунот. Сите констатираат една или две класи пониско ценење од откупувачите. Ова е чиста плачка, меѓутоа тука е виновна државата. Затоа што немаме разлики кај откупувачите, тоа значи дека мустрите се лошо одбрани. Откупувачите откупуваат согласно мустри, кои се одбираат на почетокот на откупната сезона, и сега значи дека сме избрале лоши мустри. Е, тука е виновно Министерството, тука е виновен и Сојузот на тутунарите, кој е целосно под влијание на власт. Покрај ниската цена, државата тешко ќари, затоа што паѓаат и субвенциите. Тоа што се цени трета и четврта категорија, ќе ми извинете, малце се возбудувам кога зборам за тутунарите, затоа што тие имаат реални проблеми. Тогаш субвенцијата за трета и четврта категорија просек доаѓа 60 денара. Додека ланската година просечната субвенција била некаде 72 денара. Е сега, ќарат откупувачите, ќари Министерството за земјоделство, односно ќари владата. Морате да се преиспитате и да најдеме решение. Решение мора да се најде и отприлика тоа треба да биде во следниве насоки. Имавме проблематична година од климатски фактори и министерот кажа дека квалитетот на тутунот е лош. Тука мора да се обештетат тутунарите. Имавме пандемија, тоа значеше ограничено движење на луѓето, неможност за ангажирање на помошници, аргати и така натаму, затоа што требаше работни дозволи и по тој основ мораме да ги обештетиме луѓето.
И на крај, тоа што спомнав, а и министерот во излагањето, односно во репликата, потенцира. За субвенции за тутун оваа година имате одделено 30 милиони евра. Ако откупиме 23 милиона евра, 23 милиона килограми, а просечната субвенција денес изнесува 60 денари, тогаш ќе потрошите само 23 милиона евра. Ви остануваат уште 7 милиона евра во буџетот, односно во програмата за субвенционирање, и барем тие 7 милиона евра морате да ги дадете на тутунарите. Тоа се некаде 12 до 15 денара по килограм. Во спротивно, ќе бидете силен соучесник во криминалот кој се прави оваа година врз тутунарите. Поента. Кога имате договорно производство, регулатор на целата постапка, на целото производство е државата. Вие требаше да побарате преиспитување на мустрите, да ги пратите инспекторите на терен и да се подобри ситуацијата со откупот на тутунот. Во ситуација кога тоа не го направивте, целата вина е кај Министерството за земјоделие. Морате да најдете начин да ја зголемите субвенцијата по следните основи. Под 1, целосно искористување на средствата за субвенции. Под 2, непогоди, елементарни, лоша година, лошо производство. И под 3, ковид мерки. На тој начин делумно ќе се ублажи работата и колку толку ќе се спасат тутунарите. Ви благодарам.